Вака изгледаше во мај 2021 година. Вака во јули 2021 година. А вака изгледа денеска објектот зад поликлиниката Ченто, за кој сите знаат дека е подигнат без одобрение за градба и тоа на државно земјиште. Наредба за Кога почна да се гради овој објект, градоначалник беше Борис Георгиевски од СДСМ. Пред повеќе од една година и половина на негово место дојде Бобан Стефковски од ВМРО ДПМН. Го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува. Додека темата за објектот зад поликлиниката во Ченто не е омилена за политичарите, од обвинителството ни потврдија дека направиле чекор плюс за предмет во врска со повеќе други дивоградби во оваа скопска општина. Објектот на левата страна од оваа снимка е дел од поликлиниката Ченто. А објектот во средина на кадарот, тој со црна фасада и стакла, се некогашните бараки на ова место. Привремени објекти кои низ времето служеа за разни намени, од местна заедница до бинго сала. Причината што овој објект го заслужи нашето внимание е неговата историја. Според документите што ги обезбедивме од катастарот, до 60-тите години земјиштето на кое се наоѓа денешниот објект и околината биле во собственост на физичките лица Шабан и Амдија Бајрам. Во 1963 година државата го национализира и потоа го дава на употреба на Дирекцијата за станбена и комунална изградба Скопје. Низ годините на местото се подигнати бараки, но од документите не може да се види како точно е направено тоа. Во 2019 година, општината Газибаба носи решение за легализација на дел од бараките со право на собственост на име Душан Филиповски. Следната, 2020 година, општината го легализира и остатокот од бараките, со право на собственост на лицето Чедо Филиповски. Земјиштето под објектите останува во државна собственост. Набргу по правосилноста на втората легализација, истата таа 2020 година, двајцата членови на семејството Филиповски ги продаваат објектите на исто лице, Исни Адеми, жител на општина Газибава. Земјиштето повторно останува во државна собственост. Во мај 2021 година некој ги урива бараките, го оградува државното земјиште и почнува да гради нов објект. Првично става табла дека станува збор за реконструкција на привремените објекти, но таблата наскоро ја снемува. Па формално не може да се провери кој е инвеститорот. Ова не е реконструкција на времен објект. Тоа беше прв и последен пат жителите да зборуваат за градбата, а инвеститорот продолжи да гради. Тогашната администрација во Газибаба, начело со градоначалникот Борис Георгиевски од редовите на СДСМ, соопшти дека општината издала решение за престанок на градба, кој инвеститорот очигледно не го испочитувал. На општината не и преостанува ништо друго, освен два последователни чекори после помината и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Додека граѓаните се жалеа, а општината најавуваше уривање, дивоградбата на државно земјиште доби темели, па столбови, па стана карабина. Кога го посетивме местото последен пат на почеток на месецов, готов беше и стаклениот дел од фасадата. Материјалите оставени внатре говорат дека тој што почнал да го гради, планира и да го заврши. Може би и повеќе од само приземје, бидејќи на кровот е видлива арматура за столбови. Актуелен градоначалник на Газибаба, и тоа од ноември 2021 година, е Бобан Стефковски. Во последниве недели најави, а потоа и присуствуваше на рушење на дивоградба во Скопско Инџиково. Место за дивењето на урбаната мафија во Газибаба нема, напиша тој на својот Facebook профил. Но на нашите прашања за дивоградбата зад поликлиниката во Ченто, градоначалникот и општинските служби молчаа речиси цел месец. На крај се обидовме да добиеме одговори на лице место, а таму. Ја те звам. Успавам се од 160 степени. Здраво, Михаил Миломир.
Вака, го бараме градоначалникот подолго време. Не знам дали свесно, дали несвесно не избегнува и телефонски повици, пораки и се тоа. Пративме прашање до општина Газибаба. Се работи за една дивоградба во населба Сингилич Ченто. Изолно прашањата ги дава одговори секторот за инспекцијски работи. Добро. Одговор кога би имало од прилика, дали знаете да ми кажете? Како да ги дадете, 3-4 дена се таму прашањата. Зашто ние градежниот инспектор тек сега почна со лиценца што се да работи. Добро. Затоа имаше прекин. Добро. А за изјава од градоначалник дали Не дојдем. Овој разговор го водевме на почетокот на септември. Од тогаш разговаравме повторно со портпаролот на општината, со раководителот на секторот урбанизам во општината и со градоначалникот. Праќавме и прашање по електронска пошта, одговор не добивме од никого. Дивоградбата зад поликлиниката Ченто сепак е само еден пример. На територија на Газибаба има уште неколку за кои е почната некаква постапка. Група граѓани пред повеќе од 2 години до обвинителството поднеле кривична пријава. Во пријавата се опфатени 12 физички и службени лица, дел инвеститори, дел вработени во секторот за урбанизам и градежништво во општината Газибаба. 2 години подоцна нема обвинение, сепак има напредок кон утврдување евентуална одговорност. Постапувајќи по поднесената кривична пријава од група граѓани, Основното јавно обвинителство Скопје отвори предмет и даде насоки до МВР за проверка на наводите. Врз основа на преземените дејствија, до надлежниот јавен обвинител е доставено известување и кривична пријава против дел од лицата кои бесправно граделе на наведените парцели. За кого полицијата утврдило дека градел бесправно? Против кого МВР поднело кривична пријава? Што ќе прави обвинителството со пријавите? Што ќе се случува со нелегалните објекти? Од обвинителството не споделија повеќе детали за случајот поради фазата во која е постапката. Детали одби да даде и Министерството за внатрешни работи. Во меѓувреме, додека ние истражувавме за дивоградбата во Ченто, градоначалникот Стефковски неколку пати јавно истакнуваше дека добива закани по живот, откако ја сруши дивоградбата во Инџиково. И покрај заканите, изјави тој, таа дивоградба нема да биде единствена која се руши, туку сите нелегално изградени објекти ќе имаат иста судбина. Дали мисли и на оваа?